сум рудар злато, јас да пронајдам. Не сум пилот, кај тебе јас да долетам, за да те однесам некаде далеку и дело твоето срце јас да украдам. Не сум сликар гола да те нацртам, немам дозвола со кола да те повозам, но можам за тебе песна да напишам и да те опеам вечерва. Ке ми треба магија за да те освојам, ти ке бидеш моја, знај, само што те погледам. Ке ми треба магија да те освојам, ти ке бидеш моја, знај, само што те погледам. Не сум вино усни да ти навлажнам, не сум ниту манго тебе да те измамам, за да те однесам некаде далеку и дело твоето срце јас да украдам. Не сум слика гола да те нацртам, немам дозвола со кола да те повозам, но можам за тебе песна да напишам и да те опеам вечерва. Ке ми треба магија за да те освојам, ти ке бидеш моја, знај, само што те погледам. Ке ми треба магија да те освојам, ти ке бидеш моја, знај, само што те погледам. Моја, ти ке бидеш само 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 моја. Браво, браво! Браво за овие девојчиња со кои што го започнавме денешното најново издание на вашиот омилен звон. Добар ден и добро ни дојдовте на уште една заедничка дружба со вашиот омилен звон, вашата омилена дневна доза на среќа и убав помин. Со нас денес навистина имаме многу гости, одлична подготвена емисија, а за самиот почеток го погледнавме еден од најпознатите македонски хитови "Ке ми треба магија". И тоа не е случајно, бидејќи токму тимот на Звон ја има магичната формула со која што ќе успееме да го задржиме вашето внимание во наредниве 50 на минути. А формулата е многу едноставна. Полно студио со гости, бројни едукативни, забавни и поучни содржини и едно изненадување. А низ денешната емисија ќе се испреплетуваат настапите на ученици кои што ни доаѓаат од дури две основни училишта од Скопје. Невообичаено, нели Антонија? Навистина невообичаено. Токму навистина невообичаено, но многу интересно. Наши денешни гости се учениците од Општинското основно училиште Гоце Делчев, општина Центар. Аплауз за нив. И деца од основното општинско училиште Тефејус, општина Чаир. Да ги поздравиме со аплауз. А кога станува збор за нашето изненадување, само ќе ви откријам дека всушност станува збор за промоција на една песна и промоција на видеозапис за истота, но чија нема да ви откриеме, затоа останете со нас до самиот крај за да дознаете. Антонија, верувам дека време е да не должиме многу, време е на самиот почеток да ги запознаеме подобро нашите денешни гости и училиштата од кои што ни доаѓаат, а кој подобро тоа ќе ни го направи отколку самите ученици кои што учат во нив. На нашиот подиум ќе ги поканиме нашите Амелија, Ивана, Зен и Иман. Еден аплауз за нив. Останатите може да се вратите на вашите места на заслужен одмор и време е да започнеме. Ќе започнеме најпрвен со Амелија и со Ивана. Вие ќе ни го представите основното општинско училиште Гоце Делчев од општина Центар. Ајде, повелете. Сонувај, верувај, учи. Сонувај во најубавата училишна сонувалница. Сонувај, верувај, учи. Верувај во своите соништа.
Сонувај, верувај, учи. Учи и расти на скалата на учењето. Сонувај, верувај, учи во едукативниот и образовениот дом, нашето драго основно училиште Гоце Делчев од Центар. Сонувај, верувај, учи е мотото на нашето училиште во кое веќе 60 години сонуваат, веруваат и учат многобројни ученици. На нашето славно Гоце Делчев е далеку повеќе од училиште. Гоце е трезор на вредности, непресечен извор на нови знаења, вештини и воспитување. Нашето драго училиште, Гоце Делчев Центар, е прекрасна станувалница во која со радост ги пречекуваме нашите ученици, но и радосница од која испраќаме најдобри ученици кон големиот свет на образованието. Оваа година ја подмладивме нашата стара зграда. Сега таа доби нови училници на кои ние до бескрај им се радуваме. Сето училиште доби нов лик и нова внатрешност. Гоце Делчев е место во кое постојано истражуваме и иновираме, но и најсладко се рекреираме. Градиме вредности и доблести во нас, како добрина, честност, толеранција, трпение, солидарност, сочувство, посветеност, темелност, човечност, другарство. Од нашето училиште зрачи прекрасна енергија, но и синергија меѓу учениците, наставниците и родителите. Гоце е веќе училиште на еднината, знак за квалитет и напредок. Браво за учениците од основното општинско училиште Гоце Делчев, општина Центар. Антонија, кого ќе слушаме следен? Сега ќе го слушнеме Зеин да ни каже нешто за своето училиште. Повели. Покажи ми пат во морето на знаењето. Упатуваме без страф низ тие страшни бранови. Види, крај брегот има брод кој води кон доброто, убавото. Што побрзо качиме на тој брод, ова е Тефејус бројот на имената. Основното училиште Тефејус знае ги освртила турците на овие простори уште од 1884 година. Нашето училиште се наоѓа во општина Чаир. Тефејус со гордост потенцира дека од ретките училишта во Република Македонија кој работи според модерните стандарди. Тефејус напредува на патот кон поквалитетно, побезбедно и посветло училиште. Наставниците на Тефејус учениците ги подучуваат и секогаш ги подучуваат учениците на многу животни искуства. Сите турци што живеат во Скопје денес учеле во ова училиште. Тефејус има голема улога во образованието и културниот развој на нашиот народ. Да, ние децата од Скопје во ова училиште сме пораснали, во ова училиште сме обучили и во ова училиште лично сме ја развили и сме научили да го сакаме човекот и човештвото. Тефејус веќе 134 години го одржува позитивниот став кон убавото и вистината. Браво, да ги поздравиме со аплауз. Браво за нашиот Зеин. А тука и нашата Иман која што ќе ни објасни која е причината зошто денес имаме две училишта во Звон кои што ни доаѓаат со заедничка програма. Иман, повели. Од 2013 година нашето училиште Тефејус е партнер училиште со училиштето Гоце Делчев од општина Центар. Научествувале во многу заеднички активности, заедно учиме, се дружиме, но најважно се забавуваме. Денеска ќе видите дел од нашите заеднички активности. Така е, браво за вас, браво за вакви одлични проекти кои што навистина заслужуваат еден најсилен аплауз и се за поздравување со овој благороден проект. А време е сега да видиме што се случува во нашата креативна работилница во контекст на претходно споменатиот проект за меѓуетничка интеграција во образованието. Учениците од основното општинско училиште Гоце Делчев од општина Центар и основното општинско училиште Тефејус од општина Чаир ни подготвија неколку пораки со кои што ќе не научат и всушност ќе не потсетат за правата на детето. Со нас тука е Зана ќе ти го подадам микрофонот. Ајде да ми објасни што се правевте и за каков проект станува збор. Во рамките на проектот за меѓуетничката интеграција, заедно со учениците од училиштето Тефејус, имавме работилница во која изработувавме пораки за децата и да ги поздравиме нашите наставнички кои ни помогна, Маја Георгиевска и Јелис Ахмет. Така, дали ви кои беше... веќе 5 години работат на овој проект. Така, дали ви беше забавно во рамки на овој проект додека работевте? Предпоставувам се дружевте, научивте многу нови искуства? Да, многу искуства така. И се дружевме, запознавме нови. Дали би сакали во иднина да имате ваков проект? Да. Да. Ајде да слушнеме и само дел од пораките кои што ќе ни ги прочитате. Ајде, кој ќе започне прв? Ајде да слушнеме нешто. Темиz çevrede yaşamaya hakkım var. Добро. Ајде сега ќе ја преведеме. Ова беше порака на турски јазик. Децата имаат право на здрава средина. Така. Ајде да слушнеме уште едно право. Özgürce oynamak çocukların doğal hakkıdır. Децата имаат право на игра. Добро. Ајде, тука ќе имаме уште еден микрофон.
Да слушнеме. Ейте макамар. Добро. Децата имаат право на школување. Така. Имаме уште некое право? Тоа е се. Одлично, јас ви благодарам. Може да наплу за овие прекрасни пораки кои што ги слушавте. Не научија за правата на детето и всушност не подсетија колку се тие важни. Кога веќе говориме за правата на детето, според Конвенцијата на Обединетите нации усвоена во 1989 година, поточно во членот 9, ниту едно дете во светот не смее да биде одвоено од своите родители, односно секое дете има право да живее со своето семејство, има право да живее во хармонија и има право на топол дом. И не случајно говориме за домот, бидејќи како што велат каде и да одиш, никаде не е како дома. А токму дома е насловот на нашата евровизијска песна со која што оваа година нашата Марија Спасовска ќе не представи на детскиот Евросонг. 11 аплауз за Марија. Марија, здраво и за тебе. Здраво. Ајде веднаш да разрешиме дилемата. Кој е значењето на твојата песна Дома? Што всушност представува домот? Значењето на мојата песна Дома е порака за сите деца да го најдат свој дом и топол дом, објасната преку дождот и снегот. Така, пред неколку дена ја промовираше твојата песна со која што ќе не представиш на детскиот Евросонг. Како се справуваш со првите реакции по представувањето и промоцијата која што имаше на МТВ? Па јас сум многу стрекна што сите реакции и критики се многу позитивни и тоа ме мотивира да јас продолжам да го остварувам мојот сон и да блеснам на евровизиската сцена. Така, ајде сега само да го споменем и тимот кој што работеше на песната, тоа и тимот кој што работеше на твојот спот за оваа песна. Оваа песна, музика и аранжман напиша Дарко Димитров, а текстот Елена Ристевска, а спотот беше организиран, односно режисерот Чедо Поповски и Сутерен студио. Супер. Марија, може да се договориме вака. Да си поминеш најво на детскиот Евросонг, да ја представиш Македонија во најдобро светло и воопшто да не се претоваруваш со прогнозите околу твојот пласман кој што ќе го оствариш таму. Најважно е да поминам убаво, да се забавам, да запознам многу нови деца, да започнам многу нови другарства, да се представам најдобро светло и песната да биде слушана. Така, најважно е песната да се слуша и да се пее, а што велиш во наредниве минути, јас и тија и заедно со сите наши другарчиња да го погледнеме и видео записот за твојата песна со која што ќе не представиш Македонија на овогодинешниот детски Евросонг. Ја гледаме дома. Ајде. Врне, снегот толко надежда наврне.
Најсилен аплауз, се враќаме повторно во нашето студио. Верувам дека уживавте во песната со која што оваа година нашата Марија Спасовска ќе не представи на детскиот Евросонг, а во наредниве минути време е да уживаме и во нашиот квиз. Наши денешни надпреварувачи во квизот ќе бидат Бојана, Зеин, Владо, Јана, Имани, Дженана. Може да ги поздравиме со еден аплауз, чисто да ги охрабриме пред почетокот на квизот, а денес тие ќе се надпреваруваат со прашања од областа на екологијата. Да ве прашам, подготвени сте? Тоа е најважно. Удиме со првото прашање за нашата Бојана. Сега ќе го видиме и на вашите екрани. Дефинирај го поимот екологија. Екологија е научна дисциплина која што ги проучува земните поврзаности на живите организми и нивната интеракција со животната средина. Браво за точниот одговор на нашата Бојана. Второто прашање оди за нашиот Зеин. Сега ќе го погледнеме. Кога екологијата станува сериозна научна дисциплина? Екологијата станува по-сериозна научна дисциплина од крајот на 19 век. Точен одговори за нашиот Зеин. Третото прашање ќе го одговара нашиот Владо. Подготвен? Да. Ајде, сега ќе го видиме и прашањето за тебе. Кои се најголемите загадувачи на воздухот? Најголемите загадувачи на воздухот се комуналните отпадоци, индустријските отпадоци, металот, пластиката, хартијата, нафтата и радиоактивните отпадоци. Така е, точен одговори за нашиот Владо. Сега одиме во другиот дел, ќе одговара нашата Јана. Подготвена? Јана, ајде да го дајме микрофонот на Јана. Подготвена си? Да. Ајде да го видиме и прашањето за тебе. Кои се најголемите загадувачи на водата? Најголемите загадувачи на водата се фабриките, сообраќајот, затоплувачите на домовите, депониите и отпадот и друго. Браво и за тебе. Еден аплауз, публико, некако сте ми заспани денес. Сега ќе ја слушнеме и нашата Има. Подготвена си? Ајде да го видиме прашањето за тебе. Продолжи ја реченицата. За природата направив. Засадив дрво во дворот. Ете една убава порака. Браво и за тебе. И последна ќе одговара нашата Дженана. Подготвена си? Ајде да го видиме и прашањето за тебе. Продолжи ја реченицата. За природата направив. За природата направив, отпадоците секогаш ги фрлам во корпа за отпадоци. Браво за нашите вредни ученици, браво за нашите ученици кои што ви докажаа на вистина колку се големи екологисти. Може да се вратите сега на вашите места на заслужен одмор после овој исцрпен настап кој што го имавте во нашиот квиз, а време е ние да се движиме повторно кон нашата креативна работилница. Само да ви кажам дека повторно ќе останеме посветени на тема екологија. Само да ви ги подадам микрофоните. Навистина учениците од двете основни училишта кои што денес ни гостуваат, Основното општинско училиште Гоце Делчев од општина Центар и ТФУС од општина Чаир, се големи екологисти и ни испратија навистина уште неколку еко пораки кои што ќе ги погледнеме во продолжение. Само претходно јас морам да го покажам овој преубав камер кој што ни го направија, а се однесува најпрвен за правата на детето. Така беше? Да, ајде сега да го погледнеме, а во меѓувреме вие ќе ни ги кажете и вашите пораки. Еве го овој преубав камер кој што макотрпно го изработуваа во изминатиот период, а секако се однесува за правата на детето по повод и детската недела која што се одбележува секоја прва недела во месец октомври. Ајде сега да ги слушнеме и вашите еко пораки. Повелете. Кој ќе започне прв? Значи, ние со училиштето ТФУС имавме и други работилници. Добра. Оваа година имавме екоработилница во која напишавме пораки на македонски, на турски јазик. Кога ги работевме пораките, ние се забавувавме, се дружевме, а и меѓусебно учевме меѓу себе. Така. Да ја поздравам наставничката Маја Саридис по биологија, која од почетокот беше вклучена во ова. Добро. И кажете ми колку често имате вакви екоработилници? Па секоја година. Предпоставувам ја интересно и успевате да креирате нешто што е особено еколошки свесно и што е многу важно да знаеме сите како да ја зачуваме нашата природа, така? Да. Ајде да ги слушнеме еко пораките, повторно ќе ги слушнеме и на македонски и на турски. Може? Ајде, кој ќе започне прв? Темиз бир дуња и чинелеле. Добро. Ајде да преведеме. Дај да се дружиме за почиста земја. Добро. Одиме понатаму. Çevreni temiz tut, rahat oyun oyna.
Одржија средината чиста и игре безгрежна. Добро. Темис сокол, темис чевре, темис инсан. Чисто училиште, чиста средина, среќни ученици. Добро. Имам уште некоја? Тоа е се. Браво за нашите вредни ученици кои што ни подготвија навистина еко пораки. Само ќе ми го дадете микрофонот. А навистина треба да бидеме екологисти и да се грижиме за животната средина. Предпоставувам дека ќе се согласиш со мене, Антонија. Така е, навистина е многу битно да ја чуваме планетата Земја, бидејќи таа е единствениот дом кој го имаме. Амелија ќе ни каже што следува следно. Да, како што веќе слушнавме, нашиот проект со училиштето ТФУ за меѓуетничка интеграција, како се основа за дружење, за нови знаења и за многу смеа, доведе до идејата ние заедно с учениците од Гоце Делчев и учениците од ТФУС да направиме една екорецитација што сега ќе слушнат. Така е, одлично да го проследиме нивната драматизација. Здраво! Здраво! Што ти е, Стефан? Зошто се тажен? Сомав е страшен сон. Сите бевме заедно во една шума, излет и одеднаш исчезнаа сите дрвја и растенија. Исчезна и сите животни птици. Се најдовме сред пустина. Почна да дуваат силни ветрови, најде голема вода. Многу вода, а сите ке се удавевме, бевме многу слаби, бевме гладни и жедни. Па толку вода имало, сме биле жедни. Водата беше многу прљава. Тоа било само сон. Зошто толку се уплаши? Сон, а ако се оствари? Да исчезнат растенија. Може, ако ги исечат луѓето сите дрвја. Може, ако ги уништат киселите дождови. А сите амуронети насолодоше. Јована, ојтон прашува што се тоа кисели дождови. Сум слушала дека чадот од фабриките и автомобилите оди директно во облаците, а во облаците дали се создава дождот и тогаш дождот станува киселина што се уништува. А животните како ќе исчезнат? Па ако продолжи татко му на Владко да ги лови животните, а мајка и на Марија да носи крзнени палта... Ако нема растенија, ќе нема ни живот. Ни животните се хранат со растенијата. Па не се хранат сите животни со растенијата, некои јадат месо. Чекај да ти објаснам. Тие што јадат растенија се хранат за тие што јадат месо. По сонот имаше многу вода, се беше поплавено. Сигурно се стопиле ледниците и целата планета се поплавила. Но во сонот имаше вода за пиење, немаше ни храна. Ајде, многу сериозни станавме, да го искористиме убавото време и да се играме. А сонот? Па ти велам, тоа било само сон и сето ова е невозможно. Сон, а знаеш ли ти дека некои сони што се остваруваат? Епимис бишелер јап малојус. Се сложувам со Берки, сите можеме да помогнеме, ова никогаш да не се случи. Ние сме само деца. Имаме 11 години. Ништо не зависи од нас. Може да одиме на училиште со велосипеди наместо со автомобил. Да, и јас ветувам дека ќе му забрана на татко ми да лови. Јас ќе го селектирам отпадоци, нема да фрлам на секада отпадоци. Ben etrafa birkaç ağaç dikeceğim. Идејата на Мелек е одлична, да се вклучиме сите заедно, посадиме многу дрва. Може, одлична идеја. Јас ќе напишам писмо до директорите на големите фабрики да стават филтри во аџаците. Па ете гледате, ако секој од нас направи понешто за планетата Земја, ќе спречиме сонот на Стефан да се оствари. Што, ние сме само 12 деца. Да, само 12 сега, но ако нашиот пример го следат сите деца на планетата, ако сите направат понешто за да придонесат за заштита на природата? Се сложувам и јас предлагам сите заедно да се здружиме и да спасиме планетата Земја. За мој страшен сум никогаш да не се оствари. Ветуваме дека секогаш ќе се грижиме за планетата Земја. Čeribu, čeriba, abracadabra. Animus imperium. Animus imperium. Да си докажеме она што вистински го мислиме. Ајде. Рака! Нема шанси, тоа е моје шоу. Ти ме лажеш, Марија, срам да ти е. Ало, комшо? Да. Чао. Чао.
Помисли си на нештата, најомилени и оствари ги. Замисли си го местото, каде може свој да бидеш ти. Ние среќни сме, ние своји сме, до нашата продавница. Ние среќни сме, ние своји сме, до нашата продавница. Најмалата продавница за миленичиња. Се враќаме повторно на нашето студио. За сите вас кои што се вклучивте малку подоцна денес во ЗОН, другаруваме со учениците од Основното општинско училиште Гоце Делчев од општина Центар и учениците од Основното општинско училиште Тефиус од општина Чаир. На почетокот на денешното издание на Звон ги погледнавме учениците од Гоце Делчев, а сега ќе ги погледнеме учениците од Тефиус. Тие ни подготвија нешто навистина интересно. Ахил, што ќе погледнеме? Една прекрасна турска песна, така? Да. Како се вика песната? Атеш беџи. Така, ќе кажеме само со колку се подготвувавте? Со која наставничка? Со Шанај. Ете така. Дали беше тешко? Не. Не, паш се е лесно кога се може. Во положение уживајте во нивниот настап. Bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Bahar dalında yaprak, yıldızdan daha parlak. Bahar dalında yaprak, yıldızdan daha parlak. Gözyaşımdan yuvarlak ateş böceğim misin? Gözyaşımdan yuvarlak ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin. Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin. Sevgilim söyler misin? Ateş böceğim misin? Sevgilim söyler misin? Ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? 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 Душата ја дава, пари не дава. Да го облекуваш, а да не го раниш. Да знаеш, не е марифет. Марифет е да умееш. Кој знае книга, има 4 очи. Да извираше, па ќе завршеше. Душа е помила од богатство.
Дај ми ги очите да те видам. Која зима е без студ? Да ти ги дадам очиве да ме видиш. Ефтиното месо и кучињата не го јадат. Дај му Боже ум, та да стане кум. Евене повторно во студио. Остануваме на тема екологија. Второ од еленците ќе ги видиме со еко рецитал. Еко-песна! Сите деца на светот сега дигаат глас. Сакаме чиста планета за сите нас. Паја сега сите заедно се здружиме кој едно. Екоакција. Природата да се чува, размислувам често. За нас треба да биде убава и чиста смета. Училишниот двор слушам еден глас. Една птица плаче и се моли за спас. Капка по капка лоши, упатува нож. Учениците кренаа врева, природата на бунт се крива. Еколози сме млади, природата ја чуваме. На секој чекор цвеќе засадуваме. На секој ќоше корпа за отпад да се стави. За да може градот, здравето и убавината да ги слави. Да напишеме порака и да се фатиме за раз. И во еден глас да извикаме природата моли и спас сака. Čeribu, čeriba, abracadabra. Animus imperium. Animus imperium. Дошла да си го кажеме она што вистински го мислиме. Ајде бе. Рака! Нема шанси, тоа е моје шоу. Ти ме лажеш, Марија, срам да ти е. Ало? Комшо? Да. Чао. Чао. Се враќаме назад. Продолжуваме понатаму со уште талентирани ученици. Овој пат ќе ги видиме оние ученици кои што се талентирани за глума. Говоревме македонски, говоревме на турски, а во наредниве минути ќе говориме и на англиски. Како се вика оваа драматизација, бари што ќе погледнеме сега? Дези. Навистина звучи интересно. Јас едва чекам да ве видиме. Повелете, сцената е ваша. Браво, за овие прекрасни ученици. Може да се вратите на вашите места сега, секој да се врати на своето место, убаво да се одморите после оваа напорна драматизација која што ја погледнавме, а верувајте дека ние имаме уште талентирани ученици во Звон. На нашиот подиум ќе ги повикам нашите Мила и Дина. Време е за латино шоу на подиумот на Звон. Ајде сега да ни се представите.
Ти си? Јас сум Мила. И? Дина. Мила и Дина. А вие сте махери кога станува збор за латино танците? Да. Да. Ајде да се пофалиме. Од каде љубовта кон латино танците? Како започна вашата приказна и еве каде играте латино? И кои се вашите успеси? Надпревари да се пофалиме награди што сте ги освоиле? Јас почнав да играм во студиото за танцување Прима Данца и 101. Добра. И од таму почна љубовта за танцувањето. Ја танцувам 4 години, а 4 Дина? години, 6. Дина? 6. И заедно сме во група веќе 2 години во Eat the Beat студиото за танцување. Така. Како е да се биде дел од тоа студија? Многу убаво. Забавно, интересно. Така. Колку често ве вежбате? 3 пати неделно. Добро. Со што ќе ни се представите сега на подиумот на Звон? Со Латино шоу дуо. Латино шоу, одлично. Јас едва чекам да ве погледнеме, ви оставам, сцената е ваша. Благодарам. En el corazón sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo, pero solo te dejo, solo te deseo. Mira, Sofía, así que vamos a romper, toda mi mente se mueve. Mira el ritmo como lo tiene, hago música que entretiene. El mundo nos quiere bailar y se baila así. Епа, помислувам на голема палачинка со топло чоколадо, со мелени лешници. Ет, одма на јадење. А на што помислуваш ти кога ќе се разбудиш? Кога ќе се разбудам, помислувам што ќе се случува тој ден. Па прво помислувам дека е убаво ќе се поминам на училиште, ќе се дружам со другарчињата и ќе имам убав ден. Па ги бројам до новите до петок. Па обично не ми се оди во училиште и дали нешто поинтересно ќе се случи или нешто така. На прво што помислам е секогаш како ќе ми пројде денот и како ќе се забавувам со другарките и другарите. Да се разбудам за да не одам во училиште. Уште колку време имам за спиење? Кога се разбудам, помислам неколку работи. Прво мислам дека треба да се разбудам, да си измијам заби, да се облечам и после мислам да одам на училиште и да. Дека сум во школа, дека сум на училиште.
дека имам обврски. Да, секој има свој начин како да се разбуди, а верувам дека ние добро ве разбудивме и ве расунивме со нашите содржини кои што ви ги подготвивме во изминативе 50 на минути. И како велат, се што е убаво кратко трае, така и нашата денешна емисија. Си поминавме на вистина најубаво. Антонија, ќе им откриеме, ќе им кажеме уште еднаш да ги подсетиме нашите гледачи со кого се другарувавме денес. Денес другарувавме со Општинското основно училиште Гоце Делчев и со Општинското основно училиште Тефејус. Најсилен аплауз за нив. Ни го представија нивниот проект за меѓуетничка интеграција во образованието, ни прикажа на вистина позитивни искуства и примери, затоа следете го и вие нивниот пример. Тука ќе се заблагодариме уште еднаш и на нашата Марија Спасовска, нашата евровизиска представничка, која што ќе не представи на детскиот Евросонг, и за самиот крај повторно уште еднаш ќе ја погледнеме нејзината песна Дома, со која што ќе не представи на овогодинешниот детски Евросонг. Еден најсилен аплауз за неа, стискаме палци за неа. Ќе посакаме многу среќа и најубаво да си помине на детскиот Евросонг. Научивме на вистина многу корисни работи. Како да се грижиме за планетата Земја и како да ја направиме подобро место за живење. Исто така слушнавме за правата на детето. Нели е едноставно прекрасно ова? Така е. За крај, почитувани наши, само ќе ви посакаме да имате убав ден, а ние се гледаме повторно веќе утре. Уживајте.